На прагот сме од новата 2017 година, ја завршивме старата 2016 година, година на политичка криза, чии што последици се уште ги чувствуваме, особено во областа на економијата. 2016 година беше година во која што на два пати беа одлагани предвремените парламентарни избори за конечно на 11 декември да се одржат парламентарните избори кои што довербата мнозинството граѓани во Република Македонија ја дадоа на ВМРО-ДПМН. Овие избори се оценуваат како мирни, фер и демократски избори, кредибилни избори во кои што ВМРО-ДПМН доби чиста победа. Сакам да истакнам дека паѓаат во вода обвинувањата од опозицијата за претходните избори, за постоење на фантомски гласачи, за неправилности и притисоци, бидејќи на овие избори всушност потврдивме дека Република Македонија знае да организира фер и демократски избори. Значи, ВМРО-ДПМН е партијата која што ќе ја води Република Македонија во следниот 4-годишен мандат. Пред нас, значи, предстои доста работа за реализирање на програмата на ВМРО-ДПМН, која што е доста обемна и која што содржи доста инфраструктурни проекти. Инфраструктурни проекти во областа на образованието, здравството, во патната инфраструктура. Сакам да го истакнам тоа дека и самите граѓани во Република Македонија се сведоци дека во овој период на територијата на цела Република во тек се изградбата на доста автопатишта, на многу експресни патишта, регионални, локални патишта. Доста од овие проекти во патната инфраструктура ќе се реализираат и во нашата општина, ќе се реконструира патот Кавадарци-Росоман, ќе се изгради нов пат од селото Сопот кон Рибарци, ќе се доврши реконструкцијата на патот од Кавадарци до Неготино. Меѓутоа, покрај овие значени инфраструктурни проекти во областа на патната инфраструктура, сакам да посебно да го истакнам многу значајниот и голем проект, а тоа е проектот Агропазар Македонија или проектот Бизнис проектот Македонија. Проект кој што ќе функционира на просторот помеѓу Неготино и Демиркапија. Проект во кој што ќе бидат сконцентрирани многу складишни објекти, многу трговци, многу пакерни единици и останати чинители на тој синџир на прибирање на земјоделските производи, нивно складирање и нивно дистрибуирање кон крајните потрошувачи во Република Македонија, па и надвор од нашата држава. Во овој бизнис центар Македонија ќе се, значи, собира целото свежо земјоделско производство од Република Македонија. Овде ќе се врши нивно калибрирање, нивно пакување, нивно разладување. Овде ќе се формира и нивната берзанска цена, ќе се врши утовар и дистрибуција на свежите земјоделски производи до крајните потрошувачи. Исто така, овде ќе биде сместена и аукцијска куќа која што ќе го организира надавањето на овие производи. Со еден збор сакам да истакнам дека на едно место, значи во ова бизнис зона, ќе има голема концентрација на производители и на откупувачи, а секако дека тоа ќе овозможи на земјоделските производи во иднина да се формира цена, реална цена, односно конкурентна цена. 2017 година
ја почнавме со во исчекување на формирање на новата влада во Република Македонија. На потек е председателот на државата кој што треба да го довери мандатот на идниот мандатор кој што ќе ја формира новата влада. Новата влада се надевам дека ќе работи во интерес на граѓаните и со нејзина помош ќе се надмине оваа политичка криза која што донесе доста големи штети, поготово во економијата на Република Македонија. Во оваа прилика сакам на сите граѓани да им ја честитам новата година и да им ги честитам исто така и предстојните божични празници и да им посакам многу здравје, среќа и успех на секое поле.